Следи разговор во студио, а за тоа ова утро ќе биде задолжена мојата колешка Ирена, на која што ќе кажам добро утро како на неа, така и на нашиот гостин. Добро ви утро, како сме? Добро утро, одлично. Како се ти? Расположени за разговор, за здрави заби, за среќно детство, за дечињата да им бидат здрави и убави за пчињата? Секогаш. Ке те представи Ирена, ке препуштам и ке ви посакам убав разговор. Благодарам, Слободанка. Ке зборуваме за, како што најави Слободанка, здрави заби и среќно детство, а ако децата ни се среќни, ние секако уште посреќни. Ова утро заедно со нас и со вас, почитувани наши, е доктор Кристијан Ристовски, доктор по општа стоматологија, дел од тимот на приватната здравствена установа доктор Ивица Лукановски од Скопје. Доктор Кристијан, добро ви утро. Добро утро. И ви благодарам што утрово одвоивте малку време да поразговараме, да дадеме неколку совети за нашите најмали дечиња, за тоа како да им бидат здрави забите, а со тоа да си имаат и среќно детство. Прво што ми се наметнува како прво прашање, кога е потребно да се започне со нега на забите? Од која возраст или дали можеби кога ќе никне првото запче? Веднаш треба да се мие, како вие стоматолозите препорачувате? Малку звучи чудно, меѓутоа со учење на правилните орално-хигиенски навики, со стекнувањето на правилните орално-хигиенски навики, не се почнува при никнувањето на првото запче, него и пред тоа. Затоа што кога имаме еден пациент во детската возраст, нели тоа доенче веќе, нас главна цел ни е прво да го навикнеме детето дека има нешто туѓо во устата, а потоа и да ги исчистиме забите, и не само забите, туку и околната лигавица и сите околни структури. Така да би можел да кажам дека да, пред никнувањето на забите започнува воведувањето на правилните орално-хигиенски навики. А веќе при ерупција на првите млечни заби, кога веќе ќе почнат да се гледаат млечните заби во устата, ние треба да ги измиеме и нив. Ние треба да им обратиме пажња и на нив, заради тоа што тие од кога ќе пробијат во надворешната средина или се што јаде детето, се полека таложи на нив, се ствара биофилм и тој понатаму знаеме на каде води. Ке зборуваме за тоа како треба да се негуваат млечните заби, како треба да се мијат правилно. Меѓутоа сега, пред да дојдеме до тоа, да ве прашам колку се важни млечните заби кај децата? Млечните заби, како и трајните заби, се од екстремна важност. Тие всушност ги делат истите 4 функции, со тоа што млечните заби имаат и дополнително уште една функција која што ја немаат трајните заби. А кои се тие функции? Најпрви, ние со млечните заби, со забите се смееме. Тоа е естетската функција. Тие изгледаат убаво, светли и здрави. А потоа ние забите ги користиме за да изговориме некои гласови. Тоа ја нарекуваме фонетска функција на забите. Забите ги користиме за добро да соџвакаме храната и таа функција ние стоматолозите нарекуваме мастикаторна, односно джвакална функција. И забите ја држат вертикалната димензија на лицето, колку е лицето, и го оформуваат целото лице кај детето за пчињата. Што значи при загуба на забите доаѓа до поместување на загуба на млечните заби, доаѓа до поместување на другите заби. И плюс уште една дополнителна, сега само што почнав да ја кажам, функција на млечните заби кои што ја немаат трајните е тоа што тие се чувари на простор. Како што реков, тие треба да си останат во устата во здрава и витална состојба се до нивната физиолошка смена, односно кога ќе се раскладат и ќе паднат. Сами од себе, така? Да, затоа што тие го држат просторот како би никнале трајните заби во истата оваа вилица и би никнале на правилен распоред. Отприлика на која возраст почнува да се расплатуваат запчињата? Или е тоа индивидуално или си има? Е индивидуално, меѓутоа постои една груба табела по која што ние се водиме околу кој месец почнува со раскладувањето на забите. И сите заби се раскладуваат во различен период на животот. Прво почнуваат долните единици, долните секачи, па горните, па двојките почнуваат заедно со четворките и петките. Тоа е навистина ќе ни треба уште 3 емисии да го објасниме колку да ги издиктираме. Се случува, доктор Кристијан, некогаш нели да излезе трајниот зап, да почнува да никнува трајниот зап, а млечниот се уште да не е расплатен. Што во такви ситуации?
Да, тоа не представува некој проблем заради тоа што млечните заби обично кога ќе никне трајното запче без да падне млечното, значи дека едно со друго во текот на ерупцијата на забот се промашиле, еве народски кажано, и не го изеле трајното запче не го изело до крај коренот на млечното запче како ова би можело да се расклати и да падне. Во тој случај доаѓате на стоматолог, стоматологот ќе го екстрахира, ќе го извади нели млечново запче и во многу брзо време, во рок од неколку дена, недела дена, трајново запче со посебни вежби кои што стоматологот ќе му ги даде на детето во зависност од тоа каква е позицијата на трајново запче во вилицата, тоа ќе се врати во неговата физиолошка позиција, во забниот низ. Да. Кажавте дека се важни забите, млечните заби, ја кажавте нивната важност, и сега за да ги сочуваме, за да ги задржиме до нивниот природен процес, тие треба да се води хигиена за нив, така? Так. Сега, како правилно да се мијат млечните заби и со каква паста? Па, ајде да почнеме со тоа што кажавме дека оралната хигиена нели почнува да се воведуваат орално-хигиенските навики уште од најмала возраст, дури уште пред ерупцијата на забите. А тоа се прави во тој период од животот, во најраните месеци не се четка со четка. Тогаш се зема една газичка, се натопува, малку се навлажнува газичката, не да биде превише влажна, и се пребришува целата орална празнина на детето после јадење. А по ерупцијата на нели првите млечни заби, потребно е на истата оваа газичка да нанесеме паста за деца или бејби паста, која што да потенцирам би било убаво да биде богата со флуориди. И полека ги пребришуваме на еден начин на почеток првите млечни заби. А подоцна на децата убаво некаде до втората година од животот веќе од прилика, детето би требало да почне самото да си ги мие во присуство на родителот, меѓутоа самото да си ги четка запчињата и полека да му станува интересна таа работа. Кога сме кај тоа, како да се направи миењето на заби интересно? Да биде тоа забавно, да не представува стрес за дечињата, бидејќи првиот контакт со нели миењето заби, со четката, со пастата го прави, претпоставувам, родителот треба да го направи, така? Да, го прави родителот и досегашната пракса ни покажала дека децата може да развијат отпор према некоја работа во еден од 3 случаи. Ако таа работа им предизвикува болка, што во овој случај миењето или пребришувањето со газичка или со четката миењето не предизвикува болка. Доколку има непријатен изглед или вкус што може, или мирис што би можело да го одврати детето, ние сите добро знаеме колку пријатен мирис имаат посебно детските производи за нега на оралната празнина. И доколку тоа дете свати дека ова му е рутина и да развие отпор према исто. Па затоа тука како најголемо оружје би можеле да искористиме детската фантазија. Таа е безгранична. Тоа не мора да биде четка, тоа може да биде било што во неговите очи. Тука е се до способноста и до креативноста на родителот и до упорноста на родителот да створи едно здраво дете од своето. Значи, како кажавте, да се употреби детската фантазија, дека четката не мора да биде четка во случајот, може да биде нешто друго, волшебно стапче, може да биде било што се што би му било на детето интересно за да ги измие на заби. За да има убава и здрава насмевка, така. Така некако да се, значи тоа се да се направи или да се свати како еден вид на игра. Прилагодена на возраста на детето. Колку пати на ден треба да се мијат млечните забчиња? Млечните заби, како воопшто и трајните заби, препорачуваме да се мијат најмалце по 2 пати на ден. И тоа секој миење да трае по најмалце 2 минути. Од прилика 2 минути се потребни за сочетката да можеме темелно да ги опфатиме сите страни на забчињави и да можеме да влеземе помеѓу нив. Така. И по потреба, нели? По потреба може повеќе после некоја храна. Има некои сега што ги мијат запчињата по секој оброк. Сега дали е тоа во ред или може би малку претерано? Не е претерано, секако не може да ги истрошат запчињата од миење. Тоа е едино нешто во природата потврд од забниот емајл е диамантот, а четката за заби е далеку помека. Само многу е битно да бидеме
со ултрамеки четки. Тоа сега само што сакав да го кажам дека е многу важно да ние како родител, нели на почетокот ние му ги четкаме зъбите на детето. Да бидеме особено внимателни да не аплицираме преголема сила на четката, преголемо условно кажано, затоа што тоа сепак едно кревко, малецко бебешко муце. Така е. Тоа можеме многу лесно да го оштетиме и да створиме и отпор и болка од истава работа која што пробуваме да му ја втемелиме како здрава навика. Да. Доктор Кристијан, кои се најчести проблеми на зъбите кај децата? Па но зборуваме за млечните зъбчиња. За млечните зъбчиња па би можел да ги класифицираме еве за група да можеме да ги поделиме во 4 групи. Овие проблеми. И тоа во 4 групи. Тука е 4 среќни од бројка децата. Најпрво во бактериски заболувања. А најчестото и воедно најчестото бактериско заболување во светот е зъбниот кариес. Тоа ни представува заболување кое што е предизвикано од кариогени бактерии залепени врз зъбиве кои што лачат киселина. И под дејство на киселината од кариогените бактерии, зъбната супстанца полека се разградува, се размекнува и кариесот прогредира према денталната пулпа, према нервот на зъбот. И тоа потоцна си носи и болка и компликации кои што се навистина дополнителен предизвик да се третираат на едно веќе исплашено дете кое што доживува во моментот силна болка од зъбите. Го спомнавте кариесот, да? Да, тоа е од бактериолошките. А втората група би сакал како и втори најчести проблеми со зъбите во млечната се неизникнувањето, односно прерано изникнување на млечните зъби во устата. Оно и тие може да изникнат касно или воопшто некогаш да не изникнат. Тоа е во зависност од дали имаме зачетоци на млечниве зъби, дали воопшто имаме импакција на зъбите. Тоа е многу широка тема. Да. Исто така можеме да наброиме дека тука има и инфламаторни, односно има воспалителни проблеми. Не само на зъбите. Во оралната празнина има многу мекоткивни структури, па и непцата. Тие непца се многу подложни на воспаление под дејство на бактериите кои што се патогени, кои што полека се населуваат во устата. Така е. Сега, кога сме кај храната веќе. Која храна е добра за зъбите, која храна е лоша за зъбите? Односно, која храна ги расипува, а која, дајте да кажеме, ги држи здрави? Па, здравата храна можам да кажам дека ги држи и зъбите здрави заради тоа што зъбите остануваат здрави доколку имаме и целосно добар имунитет, добар одбранен систем на организмот. Тоа е една работа, а лошата храна за зъбите е онаа која што најчесто грицки, семки, сончоглед, смоки, чоколади, шекери, газирани сокови, се што се лепи за зъбите останува како наслага за зъбите и содржи превише шекери, затоа што овие претходно споменативе кариогени бактерии многу сакаат шекери. Тие функционираат на шекери. Мораме веќе да завршуваме, еве колегите веќе ми кажуваат дека сме при крај, ама сосема накусо во една реченица, само би сакала да еден совет до гледачите, како да се направи првата посета на стоматолог да биде понеболна за детето. Значи, како родителот да го подготви детето за да отиде на стоматолог? Родителот воопшто не мора да го подготвува детето за првата посета на стоматолог, затоа што со секој детај кој што ние му го кажуваме и ветуваме на детето, оставаме простор за повеќе прашања и подпрашања од него. Детето нема страф од стоматолог. Детето има страф од непознато. И детето може да има страф од некој стоматолог доколку го уплаши. Наша работа е, како што реков, да тој стоматолошки третман кој ќе дојде детето го направиме што е можно попријатен, што е можно побезболен и што е можно порелаксиран. Како за детето, така за родителот, па и за нас како одговорни терапевти во тим. Така е.
Ви благодарам многу што одвоивте време да бидете заедно со нас. Имате работни обврски, треба да се вратите на своето работно место. Морам само да кажам дека кај младите пациенти вие сте еден од поомилените доктори, бидејќи доаѓаат без страв и се излегуваат секогаш со широка насмевка. Баш ми е мило што ме следи таа репутација, ќе се обидам да си останам доследен до неа. Благодарам многу, се надевам дека помогнавме на родителите, на бабите и на дедовците, на сите кои што не гледаат, дадовме некои клучни совети околу тоа како да ги чуваат, да ги негуваат млечните запчиња кај децата и како да го направат сето тоа побезболно и понетравматизирано за дечињата. Благодарам уште еднаш и до следна прилика. Ви благодарам и на вас. И јас ви благодарам за разговорот. Ете и вие стоматолозите мора и психолози да сте. Така ли е? Во право сум. И не сме више треба да сме и психолози, треба да сме и од другата страна на пациентот, треба да сватиме што он гледа во моментов и од што може да се исплаши дополнително. За да го смириме. За да би можеле воопшто да го избегнеме истото тоа. Така и да се работи по тоа со запчињата секако. Благодарам уште еднаш, секое добро.